Во регионалниот вакцинален пункт Јордан Мијалков продолжува ревакцинацијата на населението. Овде денес се врши ревакцина со вакцината Pfizer на околу 350 пациенти. За 2 дена, односно на 23-ти, треба да започне ревакцина со AstraZeneca. Тоа се првите пациенти кои беа вакцинирани во здравствениот дом. И се уште не е решено каде ќе се одбива таа ревакцинација, па еве апелирам до граѓаните кои се за ревакцина да ги следат медиумите овие денови, ќе бидат известени преку нив. Вакцинираните се убедени дека ова е единствениот начин вирусот да се стави под контрола. За сега феноменално. Одлично и прашањето што ви го поставите, може да дојдат сите да се вакцинират, препорачливо е. Добро, немав ни првиот пат проблеми, да се надеваме дека ни сега нема да има проблеми. Би требало, ситуацијата знаеме каква е и па пожелно е. И ради дечињата, вие младите сте ни се по страна, сакаме да ве видиме. Нека се вакцинират, зашто вирусот е многу лош. За 2 дена се очекува пристигнување на нови дози на вакцини, најверојатно од кинеската Синовак, пошто би требало да се продолжи и со вакцинација со прва доза. Со зголемувањето на вакцинацијата се намали бројот на активни случаи, па во моментов во регионот нив ги има само 10. Во Свети Николе, Берово, Пробишти, Пехчево и Македонска Каменица нема ниту еден активен ковид случај. Сепак, според експертите, се уште е многу рано да се прогласи крај на епидемијата, а внимателност и понатаму е неопходна.